Еве, време и за вториот и последен разговор ова утро. Денеска имаме чест и задоволство да го поздравиме и пречекаме градоначалникот на општина Македонски Брод, магистар Жарко Ристевски. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, добро утро за вас и добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Так, неколку дена пред еден голем и значаен настан за вашата општина сме овде да проговориме, да споделиме и да ги поканиме сите љубители на костенот и на убавите настани, посебно во овој период од годината, да присуствуваат, бидејќи прогнозите се добри за престојниот викенд. Пред да се осврнеме на фестивалот на костенот, да ви честитам втор мандат, градоначалник на вашата општина, кој што верувам дека е голем предизвик за вас, така? Ви благодарам на честитките, секако дека е голем предизвик и се надевам дека како и во претходниот мандат и овај мандат најголем околу 90% од програмата која ја понудивме пред нашите граѓани ќе биде остварена и реализирана во интерес на нашата општина. Така, верувам дека ќе биде така. Фестивал на костенот по 18-ти пат во Македонски Брод. Како сте организирани оваа година? По оваа година очекуваме да бидеме подобри од претходната година. Фестивал на костенот токму така трае 2 дена. Првиот ден е на 21 во петок. Се надеваме дека овој викенд времето ќе ни биде сојузник, ќе биде на наша страна. Почнуваме со ноќ на костенот. Таа ноќ, таа попладне, длабоко во ноќта има голема музичка забава. Исто така се вкусуваат печените костени, се дегустираат печените костени кои се делат бесплатно на самата забава. Всушност во таа вечер правиме спој измеѓу забавата и традицијата од една страна и таа симбиоза некако добро делува, особено целни групи се по младите категории, младите од општина Македонски Брод и останатите општини каде што имат забава далеко во ноќта. Идејата ни беше едноставна, ако Скопје може да има белата ноќ, тогаш ние би ја имале ноќта на костенот. Ноќта на костенот. Прекрасно, фантастично. Да, имаме инсерти, еве. Толку вешто ја го доживуваме костенот со овој убав мирис на печен костен и мислам дека и есента ја сакам најмногу поради печениот костен, особено на скопските улици, на Скопскиот плоштад, каде што може да се продава. Има ли такви ќошиња низ Македонски Брод? Има ли нешто такво каде што може да се купи тазе печен костен или само на оваа манифестација? Тоа не е мал хендикеп. Печен костен може да се купи само на оваа манифестација, инаку во Македонски Брод и во поречието може да се купи од локалните собирачи на костени, органски костен, чист костен, така да останува на вас да си го подготвите, да си го испечите во своите домови. Да, одлични инсерти од минатогодишни изданија. Сум слушнала од многу одамна дека во тој дел во околу Брод е најубавиот и најздравиот природен костен кој што за жал го има само во одредено време во годината. Дали постои некаков начин тој костен да го имаме во текот на цела година? Дали костенот трпи да се замрзне и да може и одложно да се печи и да се вари? Тука имаме, да не речам, проблем на некој начин, затоа што костенот се собира во овај период. Истиот потоа се извезува како во градовите низ нашата држава, така и надвор од Македонија. Начин на чување моментално пософистициран немаме, затоа што треба да има посебни комори за разладување и да се чува до определен период, особено до пред новогодишните и божичните празници. Додека на времето собирачите на костен правеле посебни земуници, го вкопувале во земја костенот, на него ставале папрат и потоа повторно костен, така да може истиот да се чува подолг временски период и да се дегустира, како што споменав, за време на новогодишните и божичните празници, каде што цената на самиот костен е далеку повисока од моменталната цена која е сега. Треба да поработиме на тој дел за да може да го одржуваме костенот барем до тој временски период. Да, убаво и празниците ги личи некако со костен на трпезата. Јас се прашував што прават овие луѓе што имаат костен цела година, да речеме секогаш кога сум имала прилика да патувам во Турција, во Истанбул, таму во сред лето, во јули, во август, во
во било кој месец во годината таму се пече костен, ама веројатно тие ја имаат таа технологија. Најверојатно има некоја технологија на одржување и таму станува збор за калемен костен, кој сигурно има други карактеристики, а кањас, како што споменавте, во поречието станува збор за органски костен, фактички цели костенови шуми, кои не се ниту садени, ниту калемени, и нашиот костен не е толку голем, помалечок е, но меѓутоа доста е квалитетен и шеќерни единици има големи и е доста вкусен. Да. Така да одржувањето малку по-проблематично ни станува во тој дел. Да, но не е лошо во овој мандат да се разгледаат сите можности да се обезбеди некоја технологија за да можеме да го имаме подолго, како што рековте. Па така, ние настојуваме да обезбедиме некоја технологија подолго време да очуваме, но исто така во потрага да сме по инвеститори за полупроизвод или производ од костен да излегува од поречието. Одлично. Ајде да ни кажете што се е опфатено во програмата во овие наредни денови, колку што ќе трае фестивалот на костенот. Па како што спомнав хронолошки, почнуваме со ноќта на костенот, каде што има голема музичка забава, се вкусуваат печените костени. На музичката забава има естрадни уметници, Addicted Band од Кичево, а исто така ќе биде и познатиот естраден уметник Мартинијан Кириловски, кој ќе биде вечерта наш гостин. А додека наредната ден, исто така во раните утрински часови од колку 10:30, почнуваме со изложбата Златен костен. Специфично на таа изложба што се изработуваат разни макети од костен и всушност тие макети ги изработуваат учениците вработени во основното училиште, дечината од детската градинка и дечината од дневниот центар со посебни потреби. И почнуваме со таа изложба, но меѓутоа исто така учениците од средното училиште, од гимназиската струка изработуваат и уметничка изложба во знак на самиот костен. Потоа, од пред Домот на културата се формира големо дефиле, каде што сите културно-уметнички друштва, покрај нашето 7 септември од Македонски Брод и останатите од околните градови, прават едно дефиле, кое дефиле оди до градскиот плоштад, каде што повторно почнуваат тие активностите. Добро е да се спомене дека на градскиот плоштад, можеби ќе го видиме и на екраните, учениците од средното училиште, туристичката насока, изработуваат разни производи од костен, разни колачи, торти и така натаму, и тие производи бесплатно се дегустираат. Така да во моментот немаме само печени костени, туку имаме и разни производи од костен, затоа што интересно се спомене дека низ вековите наназад костенот низ поречието се користели како храна. Основна храна. Основна храна, да. И исто така треба да споменеме дека оваа целокупна манифестација има и хуманитарен карактер, затоа што организираме донаторска акција и тие пари кои се собираат се донираат дали во дневниот центар за децата со посебни потреби или пак на учениците од туристичката струка кои потоа повторно купуваат намирници за производство на соодветни производи од костен. Браво, секоја чест за таа мисија. Колку гости очекуваме и колкав е капацитетот на Македонски Брод да прими луѓе и посетители од другите општини? Ова година очекуваме прилично голем број на гости затоа што и туристичките оператори го имаат фестивалот на костенот стават во својата понуда, така да се организираат од разни градови од Македонија дневна посета во Македонски Брод. Секако дека локалните ресторани пребукирани се, имаме проблем со сместувањето со леглата во Македонски Брод, затоа што немаме голем број на легла и очекувам ова година можеби ќе се користат легла од соседните градови Кичево или Прилеп. Така да тука треба да поработиме и сме фокусирани со бизнис секторот за да го зголемиме бројот на смештувачките капацитети. Дента покрај фестивалот на костенот на 6 километри од Македонски Брод е пештерата Пешна, со најголем отвор на Балканот. Така и таа во туристичката понуда може посетителите да ја видат таа пештера, затоа што легендата зборува токму дека во таа пештера живеела сестрата на крали Марко Пеша. Во истата пештера има и тврдина, така да доста е атрактивна. И ќе споменам во градот во Македонски Брод може и да се посети еден верски објект кој е единствен на Балканот, каде што верски обреди извршуваат и православните и муслиманските верници. Тоа е Тулбе или Свети Никола или Адер Баба, така да тоа е доста интересно и може да се посети во истиот ден.
да се вкуси покрај Костенот познатата пастрмка, затоа што многу рибни ресторани има покрај Беличка река, покрај реката Треска во Македонски Брод, така да кога дојдете во Македонски Брод не треба си заминете без да ја вкусите. Покрај Калифорнијска се произведува и речна пастрмка која е доста атрактивна и вкусна. Одлично. Да, верувам дека ќе биде многу убаво и исто така верувам дека и времето ќе биде добро за да можат посетителите да ги реализираат сите овие посети, да ги видат сите атракции во Македонски Брод. Епа апел до хотелиерите низ Македонија и пошироко да се инвестира, бидејќи рековте дека тоа е можеби најголемиот недостиг кој што во Да, моментално најголемиот недостиг е затоа што Македонски Брод ние интензивно претходните 4 години и се надеваме во иднина ја градиме како атрактивна туристичка дестинација за развој на рурален туризам. Покрај руралниот туризам го развиваме адреналинскиот, но го развиваме и хербалниот туризам. Затоа што нашите планини изобилуваат со разни билки и растенија, каде што имаме и местно население кое ги препознава тие билки, може самите посетители да се запознаат, да ги берат и да направат разни чаеви во тој дел. Така да еве апел до угостителите од Македонија, добро е да вложат во угостителски капацитети, особено сместувачки капацитети во нашата општина. Браво. Кои се други слаби точки кои што можеби на кои ќе работите во овој нов мандат? Споменавме дека убаво би било да има што е можно повеќе хотели, да има што е можно повеќе можност за туристите, но на кои точки ќе поработите во новиот мандат? Па вака, во новиот мандат ќе поработиме на нормално мора да инвестираме во образованието, исто така во инфраструктурата, водоводни, канализациони системи и патишта, но исто така мора да се фокусираме во заштита на животната средина. Затоа што ние, ако ја развиваме општината како атрактивна туристичка дестинација за развој на руралниот туризам и останатите видови на туризам, мора да се посветиме и на менеджирање на самиот отпад. Не е во ред нашата општина, од еко општина ја претвориме во депонија, така да мора да поработиме да ги подигнеме капацитетите на комуналните претпријатија, свеста на нашите сограѓани, свеста на нашите туристи, за да може се помалку и помалку отпад да има во нашата општина и мора да работиме на селекција на самиот отпад. Така да тука би бил фокусот, затоа што на нашата територија и езерото, Поречкото езеро или езерото Козјак, каде што има над 140 викендици и тука мора да работиме на менеджирањето на отпадот. И во делот на младите, затоа што Македонски Брод е една од ретките општини која има младински центар кој доста успешно функционира. И младинците, тој младински центар всушност е дел и од оваа манифестација, се додадена вредност на самата манифестација. И исто така сакам да споменам дека во Македонски Брод како гранка сакаме, бидејќи покрај Костенот има и доста квалитетен мед, особено мед од Костен и Даб, работиме на подигање на свеста кај самите, кај местното население за, иако имаме голем број на пчелни семејства и пчелари, сакаме и младите да ги измотивираме. Па наредна година сметам дека со Сдруженијето на пчелари од Македонски Брод и во соработка со општината ќе изработиме едукативен полигон за развој на пчеларството, каде што општината ќе инвестира во изградба на пчеларник и каде што искусните пчелари ќе може да ги едуцираат младите, дали од основното или од средното училиште, како се одгледуваат пчели, се со цел да можеме да им дадеме соодветни насоки на младите за да може да ја развиваме оваа гранка. Како што е во Прилеп тутунот, ние во Македонски Брод пчеларството се развива, затоа што има соодветни услови. Одлично. Многу е убаво да ги реализирате најголемиот дел од замислените планови и верувам дека и граѓаните тоа го очекуваат од вас. Ние ќе ги поканиме сите наши гледачи во петок на ноќ на Костенот. Ако немате некоја многу важна работа овој викенд, убаво би било да го посетите Македонски Брод, кое што е едно магично убаво место, скриено би рекла во еден дел од поречието, каде не можеш случајно да дојдеш, ниту на поминување. Во Македонски Брод се оди исклучиво со намера и исклучиво се оди со план, а поубава намера од тоа да бидете дел од сето она што таму ќе се случува 18-ти пат, полнолетни сме оваа година. Да. И верувам дека со големо искуство од минатото ќе одите кон нови изданија кои што ќе бидат уште поуспешни и уште поинтересни и за локалните жители, ама и за сите нови
гости кои што ќе се приклучуваат таму. Токму така ја често кажувам и пак ќе се повторам дека во Македонски Брод нема приказно, дека во Македонски Брод се е реално, вистинито, видливо. Така да еве ги повикувам граѓаните на Република Македонија и надвор од неа овој викенд 21 и 22 да бидат гости во Македонски Брод на фестивалот на Костенот. Овој викенд одложете ги сите обврски затоа што сите патишта водат кон Македонски Брод и кон Порече. Одлично. Исто така ве поканувам вас и вашата телевизија да видите дел од овој настан. Ќе се потрудиме и ќе се организираме, дај Боже да можеме вистински да дојдеме. Јас многу би сакала да ми дозволат обврските, но ќе ве информираме доколку 100% доаѓаме. Ви благодарам многу што ова утро на ова, да речем, невреме мало, изнајдовте можност да ни гостувате во утринската програма, но дождот утре веќе се расчистува, сонцето силно ќе светне и во петок започнува фестивалот на Костенот. Благодарам што бевте наш гости. Ви благодарам и вам, задоволството беше мое. Така, честа беше, се разбира, и наша.